Кога конечно ќе биде готова клучката кај Тирс Прилеп, со чија изградба се започна уште во јуни 2018 година? Тогашните најави беа дека овој капитален проект, со кој требаше да се забрза привлекувањето на странски инвестиции, треба да биде готов за 15 месеци. Меѓутоа и по 2 години од тогаш, градежните работи се уште траат, а нема и ниту еден нов странски инвеститор. Министерот Горан Сугарески вели дека во моментов немал конкретна информација зошто и понатаму се доцни, а не знаел и дали некој ќе сноси одговорност заради пробиените рокови. Следно разговарав со директорот, има дополнителни некои работи кои што треба да ги заврши. Неговите се очекувања дека овој месец треба да биде до крајот на овој месец, барем од она што сум јас информиран. Јас не знам точно во договорот кој што агенцијата, дирекцијата за Тирс го има склучено со компанијата, се разбира дека согласно договорите оној кој што прави застои, нормално дека носи договорни казни. Апсолутно, меѓутоа не знам точно како му е регулирано согласно рокот во договорот. Инаку изградбата на клучката кај Тирс Прилеп, која чини околу 4 милиони евра, во изминативе 2 години беше интересна за посета и фалба на безмалку цел државен врв, вклучително и на Зоран Заев. Во меѓувреме се погласни стануваат и пелагониските стопанственици, кои реагираат на лошата патна инфраструктура во овој регион, нарекувајќи ја Пелагонија слепо црево. Тие бараат новата влада ургентно да се зафатела со решавањето на овој проблем. 30 години упорно чекаме да бидеме поврзани со остатокот на светот, одлучивме овај нареден временски период од 4 години. Она влада која што ќе формира администрација во нашата земја, клучно единствено прашање на кој што ќе работиме е инфраструктурата. Инаку доцнење има и во изградбата на експресниот пат Прилеп Градско. Министерот Сугарески за наредниот месец најави распишување на 2 тендери за овој пат, иако во мај беше најавувано дека тендерите ќе бидат завршени најдоцна до јуни.